Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драјгица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелија и ќе ви ја презентирам наставната единица плоштина и волуме на подсечен конус. Формули за плоштина и волуме на подсечен конус. Општата формула за плоштина на подсечен конус е P е еднакво на B плюс B1 плюс M. Каде што B е плоштината на поголемата основа, B1 е плоштината на помалата основа, додека M е плоштината на обвивката на подсечениот конус. R големо е радиус на поголемата основа, R мало е радиус на помалата основа. H е висина на подсечениот конус, S е изводница или генератриса. Основите на подсечениот конус се кругови, така што плоштината на поголемата основа ќе биде плоштина на круг, B е еднакво на R големо на квадрат π, додека B1 е R мало на квадрат π. Плоштината на обвивката се пресметува со формулата M е еднакво на π по S во заграда R големо плюс R мало. Кога овие три формули ќе се заменат во општата формула за плоштина на подсечен конус, се среди се добива дека P е еднакво на π пред заграда, отворена средна заграда, R големо на квадрат, плюс R мало на квадрат, плюс S, во мала заграда е збирот R големо плюс R мало, затворена мала заграда, затворена и средна заграда. Додека волуменот се пресметува со формулата V е еднакво на HP врз 3, во заграда R големо на квадрат, плюс R големо по R мало, плюс R мало на квадрат. Да видиме пример на овие формули во задачи. Пример 1. Радиусите на основите на подсечен конус се 13 см и 8 см, а висината е 12 см. Пресметај ја плоштината на подсечениот конус. Запишуваме дека R големо е 13 см, R мало е 8 см, висината е 12 см, се бара плоштината. Задолжително приложуваме цртеж. Исто така го издвојуваме правоаголниот трапез на страна, го означуваме како OBCO1, каде што поголемата основа е R големо, помалата основа е R мало. S е едниот крак, H големо е другиот крак. Од темето се уште еднаш ја спуштаме висината H. Добиваме правоаголен триаголник ABC со катети X и H и хипотенуза S. Катетата X можеме да ја пресметаме со формулата R големо минус R мало. Исто така, за трите страни на правоаголниот триаголник важи Питагорова теорема. Но најпрво да го одредиме делчето X, тоест катетата X, која ќе биде еднаква на 13 минус 8, односно 5 см. Со помош на Питагорова теорема, хипотенузата, тоест S квадрат, ќе биде еднаква на 5 на квадрат плюс 12 на квадрат, или тоа е 169. Само S ќе биде еднакво на квадратен корен од 169, а тоа е 13. Ги имаме сите потребни податоци за да ја пресметаме плоштината на подсечениот конус. Заменуваме во формулата за плоштина, со што добиваме дека P ќе биде еднакво на π пред заграда, отворена средна заграда, 13 на квадрат, плюс 8 на квадрат, плюс 13 по во мала заграда, е збирот 13 плюс 5, затворена мала, затворена средна заграда, сето тоа сантиметри квадратни. P ќе биде еднакво на π пред заграда, во заграда 169 плюс 64 плюс 13 по 18, сето тоа сантиметри квадратни, со што добиваме дека плоштината на овој подсечен конус е 467 π сантиметри квадратни. Пример 2.
Кофа за вода може да собере 10,5 литри вода. Да се определи длабочината на кофата ако диаметрите на дното и отворот се 16 см и 28 см. Запишуваме дека волуменот на кофата е 10,5 литри, диаметрот на дното, D мало, е 16 см, додека диаметрот на отворот, т.е. D големо, е 28 см. Се бара длабочината на кофата, т.е. висината H. Приложуваме цртеж. Најпрво запишуваме дека волуменот е 10,5 литри, но се работи за 10,5 дециметри кубни. Мора да ги усогласиме мерните единици, да биде се во сантиметри и затоа 10,5 дециметри кубни го претвараме во сантиметри кубни, а тоа е 10.500 сантиметри кубни. Даден ни е диаметрот на дното. D мало, тоа е 2 пати R мало, а тоа е еднакво на 16, од каде што помалиот радиус е 8 см. На сличен начин, D големо е 2 пати R големо, а тоа е 28, од каде што R големо е 14 см. Радиусот на отворот е 14 см. Волуменот се пресметува со формулата V е еднакво на HP врз 3 во загради R големо на квадрат плюс R големо по R мало плюс R мало на квадрат. Кога ќе ги замениме дадените податоци, ја добиваме равенката, тоа е изразот. 10.500 ќе биде еднакво на H по 3,14 врз 3 во заграда 14 на квадрат плюс 14 по 8 плюс 8 на квадрат. 10.500 ќе биде еднакво на H по 389,36, само висината H ќе биде 10.500 врз 389,36 или тоа е 26,967 см или приближно 27 см. Значи длабочината на кофата е приближно 27 см. Во нашето обкружување имаме многу предмети што имаат облик на посечен конус. Еве некои од нив. Ја спомнавме кофата за вода, сакси, столната ламба, фритезата што ја користиме. Ви благодарам за вниманието.